Требаше ли да згасне човечки живот за државата преку ноќ да одлучи да издвои финансиски средства за да се обезбеди медикаментот за болните од цистична фиброза? Во ова издание на Тренинг ќе разговарам со Фики Гаспар, претседател на Асоциацијата на болни од цистична фиброза. Гаспар, дали всушност животот стана поевтин од лекот? Па со оглед на последните ситуации и на големата трагедија што ни се случи со Благојче, би можеле да кажеме така. Оно што помалку изгледа индикативно, како после толку месеци инсистирање од институциите да се обезбедат финансиски средства, тропнавте на неколку врати. Никој не ви излезе во пресрет за да се случи смртта на вашиот соборец и премиерот да ја отвори вратата за вас и да рече еве ние ќе најдеме начин да го обезбедиме потребниот медикамент. Така е. Не беше тоа месеци, туку се работеше за неколку години. Како што ние изјавивме, повеќе од 2,5 години е поминато од кога се пушти првото барање од страна на асоциацијата да се разгледа лекот и да се овозможи за најкритичните пациенти. За жал, мораше да се случи тоа со Благојче, за да има таков експресивно решение на проблемот за останатите пациенти, иако асоциацијата и самото членство гледам дека е се уште скептична во тоа како ќе се движат работите. Имавме ние доста позитивен разговор и како што сте и вие запознаени, нели, обезбедени се одредени средства од страна на фондот за здравство кои што се дадени на педиатрија, кои што треба да го овозможат лекот во најскор период за тие 8 пациенти, но цената е таа која што се представува од страна на компанијата. Јас сум убеден дека они со преговори можат за тие средства да обезбедат многу повеќе пациенти да ја примаат терапијата, тоест да се купи за многу повеќе. На почеток станува збор за само 8 пациенти кои се во најкритична состојба? Да, тоа беше барање кое што го имавме ние и тоа беше пред некое време. Тогаш, според некои калкулации, се бараше за тие 8 пациенти. Имајте во предвид дека болеста како болест е непредвидлива. Ова што се случи со Благојче, иако знаевме дека човекот е во терминална фаза и дека не е воопшто не е во добра состојба, не беше исто очекувано. Така да, не знам како да кажам, ќе видиме што ќе се случува сега. Мислам дека сега многу брзо ќе се реши, затоа што неофицијално и тие од внатрешна страна на институциите ги имаме тие информации, но веќе знаете и вие секаде изјавија дека најекспресно за 8, сега за жал некој ќе го земе местото на Благојче. Благојче требаше да го прими тој лек, сега ќе дојде следната личност според параметрите на докторите кој што ќе го замени неговото место и ќе го прими тој лек. Цистичната фиброза е сериозна болест која е наследена од родителите, а може да зафати неколку органи. Важно е да се откријат навреме и да се земат лекови кои ги намалуваат симптомите на болеста. Иако луѓето со оваа болест имаат нешто пократок и потежок животен век, тие сепак можат да водат нормален живот. Така, мултисистемска болест, ја викаат, опфаќа повеќе органи. Најмногу се засегнати белите дробови, после тоа е црниот дроб, дигестивниот систем, репродуктивните органи. Во секој случај е многу зависно од генетска болест, треба да бидат двајцата родители носители за да испадне болен човек, али многу е различна во однос на симптоматизацијата и во прогресот кај сите индивидуално влијае, кај сите пациенти. Така да, еве во примерот на Благојче. Благојче беше доста доцна диагностициран, а прогресот му беше релативно брз. Затоа што ние имаме пациенти кои што се диагностицирани од месеци, од 2 месеци, а имаме пациенти, имавме, кои што беа доста подоцна. Сега, со новиот неонатален скрининг, се гледа веднаш и се знае во првиот месец дали ја носат и тоа се прави на сите бебиња кои што ќе се родат
во државата. Дали проблемот е, како што и вели премиерот, бирократијата или помалку неодговорноста на надлежните институции? Бирократијата беше една од причините кои што ја посочи премиерот како најодговорна за проблематиката. Кажа дека многу работи, нели, од тој аспект во државата доцнати, некои пренесување на информации и многу не толку витални работи исто се опфатени од таа бирократија и се заложи тој, барем на состанокот така ни кажа, дека будно ќе ја следи и активно ќе работи на оваа работа да ете после, нели, од кога го изгубивме Благојче, да не ни се случи повторно таква трагедија. Каде вие лоцирате како асоциација вината? Ние како асоциација даваме изјава дека не зборуваме за вина. Значи се оградуваме од тие прашања, не би сакале да бидеме, нели, во аспект на политика да се вмешаме и мислиме, и тоа е изгласано како одговор на вакви прашања, дека треба да се даваат одговори кои што се соодветни само за нашата проблематика и да се оградиме од сите тие, нели, вакви прашања кои што се многу битни, но оставаме надлежните кои што си ја имаат таа функција и кои што треба да најдат дали имало вина, а претпоставам дека штом имаме човек кој што е починат, а не требаше да биде така, нека да има вина. Сега каде во последно време гледавме некои, нели, комуникации измеѓу надлежните, ако можам така да ги представам, со насоки за кои што требал да направи. Премногу доцна. Кај нас многу често се создава ука-бука за одреден период, па после речиси 48 часа се заборава. Може ли овој ваш проблем да заврши, условно кажано, Нашиот проблем, повторно на периферијата на решавање? нашиот проблем нема да заврши така. Тоа можам со сигурност да ви го кажам, затоа што оваа кампања веќе која што се води од страна на асоциацијата по одредени разочарувања врзани за разговор со надлежните, кој што се води веќе 2 месеци. Како што не следите, ние интензивно сме на медиумите и не планираме да застанеме со присуството на нашите членови на медиумите. Нормално медиумите овде нели се тие кои што покажуваат интерес за темата и ја држат темата актуелна, но дефинитивно нема да си дозволиме да ни се случи уште еден Благојче и дефинитивно нема да дозволиме да едноставно бидеме заборавени и од кога ќе се донесе лекот. Најекспресивно сега за најкритичните сепак ќе останеме на барањето кое што го имавме и вчера со премиерот, дека ни треба системско решение, ни треба решение за сите пациенти кои што би имале бенефит од овој лек и ни треба решавање во однос на таа проблематика од временски аспект. Првите дози на трикафта треба да, според одредени проценки, треба да пристигнат во текот на март. Дали тие ќе бидат доволни за 8-те најкритични пациенти и кога би ги очекувале вкупните дози за сите пациенти кои се соочуваат со цистична фиброза? Ова е одлично прашање и нешто кое што сме го разговарале многу пати. Тоа што треба да знае јавноста врз основа на овој лек е дека вие и да можете да го обезбедите веднаш, здравствениот систем не знам колку ќе може да поднесе да го даде веднаш на сите пациенти. Зошто? Затоа што си барем како што гледаме во другите држави, во другите здравствени системи, одредено следење на самите пациенти кои што ќе го примат лекот. Имавме некои неофицијални информации дека треба пациентот да почне на венска терапија 7 дена во хоспитални услови, во наредните 7 дена од венската терапија да го прими лекот трикафта и после 14 дена со венска, а 7 дена со лекот трикафта, уште 7 дена, 21 ден вкупно, да ја прими трикафтата и после тоа, доколку сите анализи укажуваат како што до сега укажува ефектот на лекот, може да се испише. Така да не мислам дека не знам каква ќе биде процедурата. Ние имаме стварно врвни експерти во државата за цистична фиброза кои што
не поддржуваа во оваа цела стратегија што имавме да го обезбедиме лекот, и тие се тие што ќе ни кажат во соработка со компанијата како треба да се дозира лекот и како ќе функционира тоа. Но нашата идеја беше да ние добиеме план и програма за средства и обезбедување од владата и од Министерството или од фондот, не е ни толку важно. Важно ни беше сите пациенти да влезат во таа рамка. И таа рамка окей да биде година, две, и до 3 години, како што кажавме, 3 годишна програма. Велите со оваа програма да бидат опфатени сите пациенти. 5 годишната Ника Катушевска има 130 пациенти во земја која е една од оние која се соочува со оваа ретка наследна болест. Борбата со здравствениот систем и отсуството на новата терапија која го подобрува животот, а ја немате во момент, е една од причините фамилијата да се одсели од државата. Така, јас се познавам со еден од родителите. Значи, родителот е дел од целата работа, се труди максимално да се донесе лекот, и јас се надевам дека ако го обезбедиме, дека нема да има потреба они да си заминат од државата. Затоа што мислам дека најголемиот мотив до сега на пациентите, пошто имаме што си заминаа во последните години доста, заради тоа што други здравствени системи го возможуваат лекот и за многу краток период. Само што ќе влезете во таа нивна, нели, работна сила, веднаш вие добивате здравствена легитимација и веднаш ви се доставува лекот, иако сте биле 2 месеци само во таа држава, но го исполнувате условите. Така да се надевам дека тие прекрасни луѓе нема да дозволиме да заминат од државата и да ги изгубиме и како семејство, а со тоа и они нема да мора да ги остават сите позади во оваа држава, да чисто само ради мотивацијата за, нели, здравствената состојба на својата ќерка. Во секој случај, поддршката ја имаат од нас како асоциација за се, но дајте да го донесеме лекот, да нема потреба да се иселат. Ви благодарам за гостувањето во емисијата и ви посакувам успех и што побрзо да пристигне медикаментот кој треба да ви помогне. Ви благодарам многу и на вас. Почитани гледачи, тоа беше Фики Гаспер, претседател на Асоциацијата на болни од цистична фиброза.